Добре дојдовте во процес, овој пат во малку поинако издание. Разговараме со народниот правобранител Иџет Мемети за последниот извештај на Стејт Департментот и забелешките кои се нотирани во него, значи ќе се задржиме на најалармантните системски грешки. Добре дојдовте. Добре, не. Најзначајните проблеми со човековите права произлегуваат од високото ниво на корупција, неуспехот на владата да го почитува владењето на правото, ограничување на слободата на медиумите, судството, селективното гонење, корупцијата. Се зголемува бројот на граѓани кои се обраќаат до вас. Кои се вашите механизми? Го зборувам ова со оглед на тоа што националниот превентивен механизам веќе има некаква моќ на делување. До каде сега ви се вашите ингеренции, што можете да направите? Националниот превентивен механизам, односно мандатот што го има народниот правобранител, ќе трае уште 1-2 месеца. Затоа што поради недостиг на човечки ресурси, таков тим нема да имаме. Но тоа е прашање кое сите нас треба да не загрижува, а посебно властите што не овозможува да формирам или да го обновам тим. Се работи за финансиски средства? Се работи за луѓе, немам луѓе. А немате тим? Да. Бидете, по однос на сите овие извештаи, било да се од внатре, од Република Македонија, кога се работи за надзорни тела или контролни, како сакате кажете го, или народен правобранител, или невладин сектор, или од надвор, како што беше посебниот извештај од господин Прибе, или извештајот на Американскиот департмент, или вчера извештајот од Amnesty International, или следниот што доаѓа на Европската комисија. Не впечаток, туку гледаш ако ги прочиташ. Од година во година осликуваат полоши состојби во разни области во Република Македонија. И се поставува прашање што од тоа? Мислам дека властите во Република Македонија стануваат имуни. Се навикнаа веќе извештајот и тука завршува приказната. Таа ми е мојата мисла, или јас така мислам, дека навикнуваат на тоа, без разлика дека последните извештаи имат многу оштри критики, поготово во сегментот за човекови права. Од секаков аспект, така да јас мислам дека во Република Македонија треба еден пресек. Мислам дека нема институции кои реално ги примаат таквите извештаи. Искуството покажува и по однос на извештајот на народниот правобранител. Остануваат глуби на... Останува во архивите на Собранието на Република Македонија и тоа е тоа. Значи, гласот за... Може ли народниот правобранител тука да интервенира, бидејќи нели имате пристап до Обединетите нации, до Советот? Секако, тоа и го правиме. Стапувате ли во комуникација со нив? Ние сме во постојан контакт, посебно ако зборуваме за комитетот. Или тоа нема ефект за комитетот? Посебно ако зборуваме за комитетот за човекови права на Обединетите нации, односно подкомитетот кој е востановен со факултативниот протокол, ние сме во постојана комуникација. Ние поднесуваме посебен извештај. Сите тела на Обединетите нации за различни области по однос на човековите права комуницираат со нас. Односно, ние поднесуваме алтернативни извештаи до нив со цел да се споредуваат извештаите на властите кои ги даваат од таквите тела и извештаите на независниот... Тука завршуваат работите, државата се ги става под тепих сите забелешки. Мислам дека многу јасна е сликата по однос на тоа како колку се ефектуираат извештаите на надзорните тела во Република Македонија, па и на омбудсманот, и колку на меѓународните тела. Многу периферно се поминува над нив, но загриженоста е уште поголема што нема институциите, како што реков, навикнале на тоа и станале имуни на критиките, и тоа е многу опасно, разочарувачко, затоа што ако го земаме народниот правобранител како институција, омбудсманот најоштриот или најјакиот инструмент го има извештајот,
и јавната критика. Ако од тоа властите стануваат имуни, тогаш останува... Добро, имаше и некои забелешки од невладиниот сектор, дека некојаш споро реагирате, дека работите и кажувате дури во извештаите. Ке видиме понатаму. Сакам да ве прашам на почеток како најактуелно случајот за прислушување. Вашиот став, значи обвинителството не покренува обвинение, од друга страна случајот Пуч се формира предмет, веќе се работи на него. Кој е вашиот став поднос ова, особено што Амнести вчера во препораките повика на обезбедување на независна и темелна истрага околу случајот? Мислам дека ставот на народниот правобранител по случајот прислушување беше многу јасен и транспарентно искажен во јавноста. И пред да поведам некоја постапка, тоа беше дека тоа е застрашувачка работа, тоа е големо масовно прекршување на човековите слободи и права, па го ставив под знак прашалник и уште се ја викам дали има слобода на тајност или во Република Македонија. Отворив постапка затоа што се работи за појава или голем опсек на граѓани на кои им биле повредени правата, очигледно, а од друга страна имав случај да отворам и поединечен предмет. Што фајда од целото тоа? И покрај тоа што мачно ги користиме сите инструменти што ни стојат на располагање, не можеме да го ефектуираме или да донесеме омбудсманска или одлука. Сега разочарувачки им делувате на граѓаните дека вие, како институција каде што може да се обратат, немате надеж во институциите на системот? Не дека немам надеж. Јас често јавно го кажувам. Во Република Македонија правниот систем не е конзистентен. Правниот систем е разрушен со начинот на брзо носење на закони. Немаат кохезија законите едни со други. Значи имаме формален проблем на поставеноста на системот кој не ни е проден. Тоа е еден проблем. Втор проблем уште поголем е колку државата или властите создават услови такви лоши закони да се спроведуваат. И трето, уште полошо е тие што ги спроведуваат законите во Република Македонија, тие се проблемот. И ако ти, како сакаш добар закон да имаш, ако немаш пристап, ако не можеш да го спроведеш, ако немаш комуникација, си осуден од напред да немаш резултати. Така да, по однос на проблемот со прислушкувањето, видите во која парадоксална ситуација е дојден народниот правобранител. Тој има можност да преземе одредени действија. Кој? Прво, да се обрати до органот на кој смета дека има надлежност согласно закон да води одредени постапки, како што беше секако, како што е управата за безбедност и контраразузнавање, јавното обвинителство, собранието, агенцијата за електронски. Има одговори интересни, има одговори. Собранието одговара дека опозицијата е проблем што не можеле да вршат контрола, а од друга страна АЕК одговара дека не извршиле никогаш контрола над работата на операторите, затоа што не барале. Може да се смета некако дека е добар одговор, но никој не ги попречува да презема действија. Од друга страна, обвинителството одговара дека сметат дека не треба да не информираат. И сега јас се прашувам во кој член, во која процедура се заснова таквото образование. Немаш таков одговор. Едноставно молчат. И од друга страна те информираат дека се што имаме за да дадеме, го имаме на нашата веб страна. Од трета страна, управата за безбедност и контраразузнавање не дава никаков одговор. И ти се обраќаш, второ е да се обраќаш до министерот, затоа што тој може како непосредно повисок да бара од нив да постапуваат. 2 пати сме се обратиле, немаш и тамо имаш молк. Дојде новиот министер, пушти одговор, се што сме имали, дека УБК, однос на прислушувањето, работи по закон
И се што сме имале, сме го доставиле до обвинителството, обратето таму. А обвинителството вика, обрати се на мојата веб страна и се врти жук. Што може понатака народниот правобранител, освен да ги повика да разговара со нив? Јас разговарав и со обвинителот и со министерот, но ништо ја тоа. И останува третата работа, имам уште, јас треба, формално го водам тој случај и подготвам посебни извештаи. Последната можност? Последната можност да подготвам посебен извештај, да го доставам до собранието, по однос на конкретната работа и да одржам прес, да информирам јавноста за сето тоа што се случува. Толку. Меѓународните организации? Не, секако Тоа е дека... тоа што влегува во извештајот и... Да, и на крај, целиот овој пакет, сето тоа што се случило, ќе влезе во извештајот на Народниот правобранител, кој треба да оди во собранието на Република Македонија. Значи, институцијата Народен правобранител, ова сакам да го потенцирам, е замислена и делува ефективно ако имаш друга страна. Ако таа друга страна е убедена, јас треба да ги убедам дека сгрешиле, дека прекршувале човекови права, за да примат. Ситуацијата и со медиумите и тој игнорантски однос и таа пасивност од страна на другата страна, не може да доведе до ситуација јавноста да биде информирана така како што треба. По однос на азилантите, односно на мигрантите, ја следите ситуацијата, бевте во центарот. Нова дури вчера објави едно видео, го видовме целиот ужас што се случува во центарот. Вие сте го виделе, го знаете што направивте да се промени состојбата во тој дел. Државата си направи заштитен механизам претходно по однос на пропуштањето на мигрантите. Законот беше таков како што беше. Меѓутоа, тука има сериозно прекршување на човековите права. Вие ги точно дека ги известивте медиумите, меѓутоа претходно добар дел неколку месеци веќе поминаа во таква ситуација. Видите, јас мислам дека по однос на оваа криза или овој проблем или тоа масовно прекршување на правата на лицата недржавјани од Република Македонија кои влегле на илегален начин, мислам дека Народниот правобранител навремено и реагираше, а посебно последен пат сега кога кулминираше проблемот, мислам дека успеа некако да го ефектуира тоа што го Вие алармиравте, меѓутоа помина доста време додека алармиравте јавноста. Може би за јавноста тоа не било толку познато, што секако дека сметам дека треба Народниот правобранител уште повеќе да е во јавноста. Меѓутоа веќе 2,5 години Народниот правобранител нема единствено и јас комуницирам со јавноста, затоа што немам кадар. Вие се сеќавате, не е тајна тоа во Македонија, сме барале, ми тоа не можеме да вработиме. Уранија Пировска беше одговорна за односи со јавност, сега немам, затоа што немам луѓе. Но тоа е еден проблем. Сакам да ви информирам дека Народниот правобранител години наназад ги следи состојбите и во центарот во Избегово и во Газибаба, и за центарот за сместување на странци и во центарот за азиланти кои барат азил. Уште 2013 година ги искажавме алармантните состојби, дека таму со посебен извештај беа информирани министерствата. Понатака, 2014 година имавме посебен извештај со еден куп препораки до надлежните институции. И имавме соопштение до јавноста. 7 месец 2017. Се обративте до владата писмено? Да. Одговор од владата? Во ред, одговор од владата не добивме, состојбите не ве справи. Разочарува уште една работа. Медиумите се наш сојузник. Имаме иста цел, да штитиме и да промовираме и да штитиме човекови. Верувајте дека тоа соопштение не го даде ни еден медиум. И добар дел од граѓаните вас ве обвинуваат дека ништо не превземате, ништо не правите, освен што ги правите тие извештаи. Па тоа е. Работите, стојат статус кво, вие имате сериозен проблем со власта. Не дека се штитам, како и не дека институцијата, без разлика, не ме оправдува, не може ни мене како прв човек на таа институција, како национален омбудсман, ни целата институција да не оправда тоа дека медиумите не го дале, односно не го дале тоа соопштение. Напротив, ние треба да ја тераме нашата работа и тоа е да ги детектираме сите проблеми и ризици и да им ги
прикажеме на власта за да се подобри. Проблемот е што Почесто да ги сервирате во јавноста. да, секако. Сакав уште една работа која е доста, мислам дека е добро да биде информирана јавност. И што се случи по однос на бегалската криза или овие проблемите со мигрантите. Укажуваме на слаб систем, на немање прво законот проблем, понатака капацитетите проблем. Од друга страна, реалните нивни барања тие не се баратели на азил. И несериозноста или индолентноста, или како сакате кажете, или можноста на институции или несакањето да се справаат или да ја менаџираат целата криза. Тука станува збори за повисока политика. Европската унија не ги сака и така натаму може има некакви директиви. Меѓутоа сето тоа се коси со човековите права. Како повисока политика, зошто е востановен институтот бегалец, азил? Тој треба да биде штитен. Треба да се помогне, без разлика каде е. А што се случува кај нас? Нас како да... Кој впечаток... црна точка во светот веќе со... Кој впечаток добија граѓаните на Република Македонија по однос на кризата? Добија впечаток дека нашите институции, почнувајќи од МВР, здравство, труд и така натаму, беа затекнати. Како да не знаеле? Не, многу добро знаеле, но не презеле никакви действија. И се поставува и другото прашање. Која е таа соработка меѓугранична или регионална од безбедносен аспект? Пошто го спомнавте тоа вие. Може би високи политики и така натаму. Помеѓу нашите институции, институциите на Република Грција и на другите. Колку ние комуницираме? Дали сме знаеле, ние од народен правобранител знаеле дека ќе има такви проблеми? И што се случи сега? Никој од нив не барази. Кризата ескалира. Може да се случи Унгарија да ја затвори границата. Дали државата е подготвена тука да направи шатори, да ги кампови да направи, да ги собере? Сме подготвени, не сме подготвени, ние имаме обврска како општество. Да им пружиме помош. Хумано да постапуваме со нив во рамките на тоа колку можеме. Не случајно дека се вклучуваат во ред. Не случајно се вклучуваат и разни и невладин сектор, и меѓународни организации кои даваат помош и така натаму. Зошто има разни начини. Треба, мислам дека недостасува желба за навремено реагирање и справување со проблемите. Нападите на ЛГБТ лицата. Како народен правобранител институција никогаш не ги осудивте, иако се спомнате во извештајот. Зошто не реагирате во обвинителството? Видите, ние прво не сме... И се спомнате исто во извештајот. Да, знам, го прочитав и тоа. Како народен правобранител не сме воделе одредена постапка за да излеземе со став по однос на нивните права. Немало пријава, сте чекале пријава или можете да реагирате без пријава? Ние реагиравме, меѓутоа го не само еден медиум го да случајот кога се случи насилство врз нивното седиште, мислам. Ние имавме како институција реакција која не беше во доволна мера проследена во сите средства за јавно информирање, па така јас добив и одредени критики, можеби и реални и очекувани, дека сум требал навремено да ги судувам. Видите, кој разумен човек или која институција нема да осуди насилство? Тоа секако... Случајот Леон. Исто така имаше обвинување дека бавно изреагиравте, односно изреагиравте дури после 6 месеци со извештајот. Такви случаи обично бараат ургентност. Не. Детето беше врзувано во институција во Негорци. Ние го најдовме детето врзувано. Меѓутоа јавноста дозна дури после 7 месеци за она што се случува. Мораше така да се случи, ќе ви информирам, затоа што ние имаме прописи како да постапуваме. Детето Леон тамо го најде МПМ тимот кој веќе за месец дена нема да го имам. По враќањето од посетата направија службена белешка и беше процесуирано како случај во заштитата, а не во превенцијата.
Од друга страна, во извештајот, посебниот извештај што одма беше подготвен и доставен до Министерството за здравство и до Министерството за труд, ги имаше сите наши наоди, укажувања и така натаму. И од друга страна, баравме и да се преземат мерки. Спротив... За целиот период... Да. Ама јавноста не знаела за ова. Што ние сме барани? И во тој период сум се соочил само... Оценивте моќта на медиумите и нивниот притисок? Не, него народниот правобранител, тој случај или комуникацијата народен правобранител, посебните извештаи, препораките негови со Министерството за труд не беа јавно кажани. Ние не сме ги дале јавно, затоа што се работи за еден случај. Туку Министерството знаело на време, уште кога се случи. Не реагирало. Тоа е проблемот. И затоа што се случи, дозволете да го информирам и вас и јавноста. А од друга страна, во годишниот извештај на МПМ-от се најде. Случајот беше нотиран. Битно беше што правиме внатре, од кога неколку преписки со Министерството за труд и социјална политика и со центрите, ние најдовме на страшна блокада да повратни информации да земеме. Додека не можевме да го пробиеме тоа со Министерството за труд неколку месеци, јас го обелоденив извештајот и го пратив до подкомитетот за против тортура на Обединените нации. И тога доби во јавност, само малку доби во јавност, и тогаш министерот ми се јави мене. Што се случува? Како викам што се случува? 6 месеци не комуницирате со институцијата. Се работи за дете, толку грда слика за државата. За институциите, мислам, не знам оправдување. Да, не оправдување сакам да ви информирам вас дека за тој случај ние поединечно многу совесно сме го водели и оштро сме реагирале навремено. Понатака, од кога и министерот се јави тогаш многу брзо, за 2 недели ја завршија целата работа и така натаму, но од друга страна, тој извештај, општиот извештај за превенција од тортура го има нотирано како таков. Ние и сега имаме еден куп такви работи нотирани во извештајот што пред 2 недели и вие бевте таму што го пративме до подкомитетот. Видите што има таму? Застрашувачки се проблемите со заплашувањето или на лицата кои се или од полициска бруталност или од бруталност на стражарите по местата за лишување од слобода. Ние имаме еден куп такви случаи. До тоа, кратко сакам, околу изминатата година имаше случај кој доведува до меѓународна критика и загриженост за селективна правда, случајот Шиповиќ, Кежаровски, Ставрич, макар што притворот се потенцира, остана 22 дена во притвор, што е во однос на претходните 2 случаи, меѓутоа и тука има неправилности. Притворот како мерка на злоупотреба од страна на институциите, кратко ваше став. Ќе ви повторам две мои јавни критики и барање, или апели, ако сакате, затоа што над судската власт немаме надлежност. По однос на мерката притвор, како е најчесто употребен начин за обезбедување на обвинетите. Видете, од една страна ги следиме состојбите во затворите. И гледаме дека перманентно расте бројот на лицата кои добиваат мерка притвор. А од друга страна условите се многу лоши. Апелот беше дека расте драстично, во некои затвори 50%, дупло се зголемува бројот. И баравме од судот, ги замоливме, препорачавме или апелиравме да не изрекуваат во такви случаи каде што нема потреба. Видете, по однос на судската власт, јас кажувам за управното судство една работа многу битна е тоа, но кој го прима? Дека управното судство наместо да е гарант и да обезбедува правна сигурност на граѓаните во управните постапки, управното судство се претвара, таква перцепција има омбудсманот во Република Македонија, дека тоа судство се претвара во сервис на извршната власт, на министерствата. Проблемот е во извршната власт. Од друга страна, што од тоа што го има во сите извештаи, по однос на судството, селективно едно друго. Знаете, во последниот извештај на народен правобранител, што реченица има?
Ја цитирам. Освен сите овие работи, има перцепција на граѓаните, тоа ни го кажува, тоа су милијади граѓани доаѓаат во институцијата Народен правобранител, дека не само селективност, туку одлуките, судските одлуки ги стават по знак прашалник дека тие не се професионални. Тоа е уште полошо. Случајот Монструм, некои рочиста се одвива за затворени врати, што предизвика сомнеж за фер и правично судење. Ги посетивте ли затворените? Да. Ние одма отворивме постапка уште утрешниот ден, затоа што имаше барања на родителите. Од нашата истрага дојдовме до констатација, од нашите разговори кои беа попречени, затоа што 3 дена народниот правобранител не може да влезе во затворот Идризово. Што не sme да се случи? Не сме да се случи, но кај нас се случува, а министерот за правда не реагира, а е информиран. Дојдовме до заклучок дека сите има повреди, само 20 има потешки повреди. Во еден случај констатиравме и мачење, затоа што бил малтретиран по донесување на решение од судија во претходна постапка. Се води процес, ќе видиме. Од друга страна, ги следиме, сме во контакт со семејствата, но тешко ни е, освен да ја следиме нивната здравствена состојба и нивните права, додека издржуваат мерката притвор, немоćни сме да водиме истрага дали била употребена прекумерна сила, затоа што толку капацитет има институцијата Народен правобранител. Исто ни се случи и со случајот, ако сакате, не овде пред влада, демонстрации кога? Да, околу тој случај сакам да прашам. Кога имаше? Предходно сакам да прашам за Кумановскиот случај, дали таму ги посетивте затворениците? Да. Што констатиравте? Па во тој случај ги констатиравме, ова што ти реков, една кривична пријава, ова се мисли за случајот Куманово. По однос на случајот Монструм, ние сме водиле неколку постапки. Преку 20 постапки сумимо. Што успеав да завршам квалитетно? Мачењето на двајцата притворени за случајот Монструм, кои беа на издржување мерка притвор во Битола. Тамо после 10 дена констатиравме дека тие биле тешко измачени и малтретирани од страна на обезбедувањето на затворот. И од друга страна обвинителството ни отфрли пријавата. Инаку ние имавме, јас имав случај, водевме и на ова детето, што прво требаше да биде наводно заштитен сведок. Дојде негов роднина кај мене, отвориве постапка. Од заплашувањето негово се откажа. Протестите од 5.5 делот, лицата се жртви на насилство. Што констатиравте, пријавивте ли, имали кривични пријави? Сигурно сте го известиле секторот за внатрешна контрола на ВМРО, меѓутоа знаеме како функционира тој сектор. Не, јас со години, веќе 5 години многу оштри критику патувам до работата на тој сектор, затоа што сега имаме и сакам и преку вашата телевизија да ги информирам јавностите. Еден многу интересен случај за полициска бруталност. Тепање на дете во училиште од страна на полиција, а од друга страна секторот за внатрешна контрола не гледа по Скопје. Во средно училиште? Во средно училиште. Тоа е тоа. И внатрешна контрола не реагира? Да. Односно, детето го малтретирало полицискиот службеник. Обично такви одговори има. Не, одговорот бил дека родителот од кој го пријавил после тоа, се откажал. А се работи за дело кое се гони по службена должност, замислете. Сега, ова треба јавноста да го знае и ова треба властите да го дознаат од Народен правобранител, ако сакате и министерот за внатрешни работи, како му работи неговиот сектор. Проблемот е што институции од таков тип, тела од таков тип, како што е внатрешна контрола, па и антикорупцијска, ако сакате кажете, се постојат некако формално, барем така се има чувство. Имаме, по однос на антикорупцијска ние имаме добра законска поставеност. Друго е како се применува? Тоа е друго. Инаку по однос на секторот за внатрешна контрола, системот тама не чини. Мора да излезе надвор.
Па не може, зашто викам поставено се, не може, секогаш тој помошник министер тамо што го води тој сектор за контролата е подреден директно на министерот за внатрешни работи. И крај. Ние го имавме тоа и во, како се вика ова, во прислушкуваните разговори, наши, ваши. Тоа е ужасно лошо. Инаку да се навратам кај ова за протестите пред влада, ние дознавме вечерта, беше информиран тимот, јас добив една информација од новина дека тоа се случува и после гледавме и на телевизија на одредени електронски медиуми. Тимот утредента отиде и ги посети и Газибаба и Кисела вода, мислам, на овие две полициски станици, на едно најдовме 28 вкупно, на едно најдовме 11, на едно најдовме 17 приведени. Најдовме дека на многу лоши услови, на едно место беа натрупани сите и дадовме одредени укажувања. Видовме таму и во разговорот со лицата демонстрантите приведени, видовме дека имаше визуелно, видовме дека има повреди на телото. После отворивме, исто така се интересиравме и за случајот на детето во библиотеката. Од кога добивме првична информација за состојбите во тие две и за ова, се обративме до Министерството за да добиваме повратна информација. Пазете, требало да помине месец и пол дена за да информираат дека се било како што треба. За протестите ние имавме и поединечна представка од родител и дете. Така да, презедовме се, а од друга страна така не блокира институциите, што беше донесена, односно заврши судскиот процес со признавање како го јавноста веќе е запозната со тоа. Едно од најексплицитните забелешки во извештајот се, тоа, физичкото малтретирање на притвореници и затвореници, условите во затворите, пренатрупаноста во затворите, во психијатриските болници. Вие укажавте дека и покрај тоа што се одобрени средства и реновирани болниците, односно психијатриските установи и затворите, нема услови. Да, дел од нив нема услови. Затворскиот систем во Република Македонија е многу проблематичен. Тој е слаб. Од секаков аспект. Прво, и поставеноста е проблематична. Друго, условите се проблематични. Трето, и тоа што го имаме како рамка и како услови, спроведувањето на законот внатре, е уште во полоша состојба. Вие имате многу треба да се прави. Не, имате многу лошо менаџирање на затворите. Не знам што може повеќе народниот правобранител да каже за воспитно-поправниот дом Тетово кој е сместен во Велес. Дека е ужасно лошо таму, дека таму се струшуваат страшни работи, дека децата што ги гледаме ова година таму после 2 години ќе ги најдеме во, тоест израснува во пункт каде што никнуваат проблеми. По однос на затворите има уште една интересна, пошто ја спомнавте тортурата или бруталноста на полицијата и на овие, како ги викаат, стражарите во затворите. Ние имавме случај прошлата година каде што утврдивме мачење на затвореник. Затоа што бил просто искршен вака. Физичко малтретирање. Што се случи со тој случај? Вака се, од кога и добивме негова информација, ги собравме сите лекарски документи. Не беше ни прегледан од страна на лекар на затвор. Не му била пружена на медицинска Не бил прегледан, што не сме да се случи. И што се случува? Понатака, водејќи ја постапката, се повлече. И ако тој се повлекува, јас не смеам да водам постапка како институт. Се повлече под притисок. Се повлече, јас сум убеден дека под притисок. Затоа што додека викаше дека овие повреди, ние знаеме точно и кај му биле нанесени. Пред суд му биле нанесени. Од страна на стражарите. Пошто наводно им побегнал, а од друга страна, тој после кој ја измени изјавата, неговата друга изјава беше дека повредите му се нанесени во караници со други затвореници и така натаму. Значи, вадам на површина уште една појава која е многу лоша.
а тоа е заплашувањето на жртвите да не пријавуваат или ако пријавуваат да се повлекуваат. И тоа доведува и до неказнивост на сторителите на... Има ли овие работи во извештаите? Како не? Во извештајот на народен правобранител. Но ретко се чита извештајот на народен правобранител. Тоа е проблемот. И чекаме да ни дојде извештај по однос на судството од Стейт департментот или овој посебниот сега што е на Amnesty International, кој треба се разгледа во Комитетот за човекови права и во тој да стои дека судството е селективно. А во извештајот на народен правобранител има и други работи. Можеме да ги спомнеме и ромите, нели, кои сакаат да ја напуштат земјата. Околу тој дел ги има, мислам дека извештајот ги имаше, меѓутоа добиен случај на 28 мај. Сепак имаше една пресуда која што... Да, тоа е добро. Прва од два вид. Да, тоа е добро за Македонија. Добро што се воведува таква една судска пракса, но гледам во повеќе се третира во извештајот на Стейт департментот правата на ромите, односно нивната дискриминација. Јас во годишниот извештај имам еден наслов интересен. Викам, ромите и албанците беа дискриминирани по етничка основа. Ние водевме на 17 случаеви и добивме релевантни информации и докази дека се работи за класична дискриминација по етничка основа. Во никој случај МВР не успеа да не убеди дека тоа не е така. Кои се проблемите? Зошто се случува тоа? Поради два проблема. Едниот е законската регулатива и второто е начинот на кој се спроведува тој закон. Не може границен полицаец да одлучува по своје убедување. Како да го... И сега замисли, имаш ти и други тела за заштита од дискриминација. Комисијата. Која што исто така... Не, ставот на комисијата, знаете каков е? Комисијата која треба штити од дискриминација има став дека побитно е визната либерализација, што не е работа на таа комисија, тоа е проблем на властите, тоа е проблем на владата и на другите органи нека е. Таа комисија и омбудсманот треба ова да увиди, да нема така. Гледам во извештајот на Стейт департментот го третират неколку пати. Добро е што ние констатиравме 17 повреди, во кои беа прифатени неколку наши препораки, односно не беа прифатени наши препораки, а од друга страна, случај кој ние сме третирале, имаме судска пресуда и во Штип и во Скопје, што е за поздравување. Добро е судската пракса веќе да тргне, а комисијата за заштита од дискриминација само ја имаме така како мислам дека таму треба се не може во таа комисија како независно тело работат административци. Јас имам големи критики и париските принципи го бараат тоа. Народниот правобранител не може да има вработени кои имаат статус на јавен службеник. Хелсинскиот комитет предупреди за лабораториските тестови во заводот за пиење во затворот во Куманово, кој што е изграден 2013. Министерството за правда го негираше ова. Што установивте вие тогаш? Ние дознавме за ова, мислам дека е бактериолошки неисправно. Така, да. Ние дознавме за мислам дека од медиумите од Хелсиншки отворивме истрага таму, но не успеавме да направиме по наше барање да се направи дополнителна анализа за да дојдеме до одредена констатација. Што утврдивме таму? Утврдивме дека имаме зграда и немаме ништо друго. Катастрофално. Ајде, уште случајот со исфрлувањето на новинарите од собранието. Потенцирано е загрозување на слободата на медиумите, злоупотреба на власта од страна на владата, владини реклами, дополнително притисоци врз новинарите и така натаму. Овој случај мене, затоа што на таа седница на која беа исфрлени, бев избран јас, добив вториот мандат. Овој случај доста беше јавно вака. Тоа еве имам прилика точно да кажем што јас знаев и што јас можев и што јас направив. Прво јас не знаев дека се исфрлени пратеници. Не знаев што се случува во... Да, бев повикан, знаев дека сум на дневен ред, знаев дека има буџет пред оваа точка, а согласно Законот за народен правобранител, кога се расправа за неговиот буџет, тој мора да е там.
И бев фитно пови, бев во болница, да ви кажем наискрено. И тоа во ремедика. Од таму добив телефонски разговор дека треба се јава. Народниот правобранител може да си дозволи во приватна болница да отиде. Па морав затоа што Јавното здравство не е за никаде. Во јавното здравство не работеше во тој, не знам што имаше нешто. Не апарат, немаше лекари, затоа што одредени лекари доаѓаа од Словенија, а јавната клиника за травматологија мислам дека немаше такви, тоа беше причината што моравме таму. Битно е следното да знае јавноста. Добив информација, одам кој пред да влезам во собрание, гледам кој полицајци, јас плевам внатре, невообичаена. Вие мислевте вас ве пречекува? Не, гледав некако... процедура? Не, точката беше буџетот. Не беше стигнато до... Не, и јас едноставно искочив го образложив тоа. Кажав, беше изгласен буџетот, после тоа беше ова точка, народен правобранител. И тоа се изгласа, кај се овие, а јас, сите се сеќаваат дека и сегашната опозиција тогаш искуши со јавен став, дека ќе го ја подржи ова кандидатурата на Мемети. Мислев дека ќе имам 100 и кусор гласови, но не се случи така. После тоа дознав за се. Од кога ја дознав за се, прво имав реакција, само Нова Македонија ја даде мојата реакција. Го осудив настанот. Не одржав, може би е проблем што не одржав пресконференција за да го осудам настанот за изфрлувањето на пратениците. Реагиравте ли до партијата до власта? Реагирав и отворив постапка за новинарите и бев постојан контакт со Сдруженијето на новинарите, со нас и сите други. Таа постапка заврши така како заврши и тоа е тоа. Добро, што на крајот од сите овие извештаи? Го имавме вчера Амнести, Стеј департамент, вашите извештаи, Хелсиншки. Што на крајот од целата оваа работа? Од друга страна идуваме на ЦИТ. Понекогаш мислам дека дали се овие работи процеси. Треба да се менја менталитетот. Тогаш на Македонија 100 години очигледно ќе требаат додека поминат сите тие процеси и додека ги изболедуваме сите болки. Па нека поминат и да чекаме, затоа што тоа е. Ако немаме комуникација и ако не ги сваќаме поинаку овие работи, значи ние сме проблемот. Ако начинот на размислување... Постојат и тие механизми... Кои механизми? Ако Мемети... Судски органи, вашата институција, не знам, правосудните органи, нешто... Сите што ги спроведуваат законите се луѓе, кои размислуваат така. Ако тие не се убедили, ако Мемети не е убеден, ти со закон менталитетот не се менја. Ако комшијата не дојде да каже заврши ми ја таа работа или немој да ми ја завршиш таа работа, не знам, за жал треба поинаку да ги сваќаме. Да, за жал и така функционира. Мислам дека поинаку треба да се сваќаат работите, затоа што не сме единствени во земјината топка. Има и други општества кои имале и вакви полоши проблеми, така но знаеле многу елегантно да се справат. Овде пред се за сите овие, еве политичката криза, затоа што и извештајот на Amnesty International е направен по однос на кризата, по однос на прислушувањето. Чекате на страна државата, ако не сме совесни, ако не владее тоа совесноста или моралната одговорност или политичката, другото е... Да се надеваме дека ќе почнат да се менуваат работите. Ви благодарам што бевте гостували. Благодарам.